Јавното обвинителство денеска реагира на забелешките за обструкции во документирањето на настаните во собранието од 27 април. Од обвинителството истакнуваат дека досега имаат примено кривични пријави од МВР само против сторители осомничени за насилно влегување во собранието и спречување на службени лица по вршењето на својата функција, но не и за некое друго кривично дело. Советот на јавни обвинители ја одложи седницата за распишување на оглас за избор на нов шеф на Скопското обвинителство, кое сега го води обвинителката Гордана Гешковска, чиј мандат истекува идната недела. Во надлежност на Гешковска се предмети поврзани со насилствата во собранието од 27 април, а Скопското обвинителство е под остри критики поради начинот на кој постапува токму со овие случувања. Семејствата кои оставиле на чување матични клетки во поранишната болница Свети Лазар, а за тоа имаат валидни договори, има можност да ги пронајдат, но оние кои немаат документи и сметки а платиле за услугата, пронаѓањето ќе биде потешко. Од информациите до кои дојде нова податоци во сите компјутери биле избришани заедно со медицинската документација и начинот на плаќање на пациентите, веројатно тенденциозно.